Ова издание ретроспектива Конгресот на САД во 2020-та. Можна ли изолација на Турција поради нова воена алијанса во регионот? Едно од ретките слободни места за жени во Авганистан под закана од Талибан. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Елена Ѓоргиевска. Почнуваме со уште едно издание на Newsflash на гласот на Америка на македонски. Како изгледаше Конгресот на САД во 2020 година? Од постапка за импичмент на председателот Доналд Трамп до гласање за пакет помош за справување со последиците од пандемијата. Во продолжение, ретроспектива на годината. Импичментот на председателот Доналд Трамп беше во фокусот на Конгресот на почетокот на 2020 година. Доналд Трамп ќе се извлече со неговата злоупотреба на моќ. Во третиот импичмент во американската историја, на крајот Трамп беше ослободен од обвинувањата дека ја условил американската помош за Украина со таргетирање на политичкиот ривал Џо Бајден. Председателот на САД не е виновен по обвинението од првиот член на импичментот. Иако историјата можеби нема да памети или причината за неговиот импичмент ќе биде само фуснота, мислам дека демократите се обидуваат да постават основа да покажат дека председателот заслужува импичмент. Но коронавирусот многу брзо ја преплави политичката дебата. До крајот на март, мерките за спречување на ширењето на вирусот ја загрозија американската економија и го принудија Конгресот да го изгласа најголемиот пакет помош во историјата. Во прашање се животи. Ова не е време за навреди и политиканство. Изгласувањето на пакетот од 3 трилиони долари беше редок момент на согласност во 2020-та. Кога Конгресот сака да направи нешто, дури и екстремно, скапиот пакет кој има многу одредби, кој ги допира сите делови од економијата, може да направат нешто кога го сакаат тоа. Но на Конгресот му одеше тешко да воведе нови начини на работа поради вирусот. Кога Конгресот сака да направи нешто, дури екстремно скапиот пакет кој има многу одредби, кој ги допира сите делови од економијата, може да направат нешто кога го сакаат тоа. Во јуни, за време на протестите по смртта на Џорџ Флојд, законодавците не успеа да изгласат амбициозен предлог за реформа на полицијата. Земјата ни даде можност да водиме, а моите пријатели од другата страна едноставно рекоа не. Фрустрациите продолжија кога законодавците со месеци не успеа да се договорат за нов пакет помош заради коронавирусот. Демократскиот предлог вреден 3 трилиони долари не помина во Сенатот, каде републиканците сметаат дека се троши премногу. Не мислам дека моменталната ситуација бара пакет од повеќе трилиони долари. Мислам дека треба да биде таргетиран. Во октомври, судиката Еми Кони Барет беше потврдена на функцијата во Врховниот суд од страна на републиканското мнозинство во Сенатот и покрај противењето на демократите. Републиканското мнозинство во Сенатот одлучи да ја занемари волјата на народот и да потврди доживотен мандат во Врховниот суд на сред председателски избори. Изборите го одредија следниот жител на Белата куќа, демократот Џо Бајден. Но 2020-та завршува со голема неизвестност на Капитол Хил. Изборите во Џорџија во јануари за 2 места во Сенатот ќе одредат која партија ќе го контролира во следните 2 години. Ке се најде ли Турција во изолација по новата воена алијанса меѓу Грција и Обединетите арапски емирати? Анкара стравува дека постои закана за балансот на сили во регионот. Турски авион пресретна грчки воен авион врз спорните води на Средоземното море, каде се верува дека има големи резерви на нафта. Воздушните сили на двете држави користат ист тип на авиони, создавајќи импресија дека постои рамнотежа на моќта. Но Грција неодамна потпиша одбрамен договор со Обединетите арапски емирати, што предизвика аларм во Анкара. Кога ќе дојдат заедно во Медитеранот и во Егејското море, ќе има промена во силите на воздухопловен план. Ако Обединетите арапски емирати купат F-35 заедно со Грција, тоа ќе биде против интересите на Турција. Обединетите арапски емирати се очекува да купат околу 100 борбени авиони од САД F-35, како и Грција, која исто така планира да купи авион. Но Анкара е спречена да купи авиони поради набавката на
системот за проектили од Русија што Вашингтон вели дека ја компромитира технологијата на F-35. Атина уште повеќе го зголемува притисокот врз Анкара со приклучувањето на грчките воени бродови кон египетските и емиратски сили. Во нивната поморска вежба во близина на Турција, што аналитичарите го гледаат како знак за растечкото изолирање на Анкара во регионот. Има зголемена отпорност кон Турција која не може да продолжи вака. Израел, Египет, Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати. Тоа е премногу за неа која сакаше да стане регионален лидер. Сега Катар е единствената држава која ја поддржува Турција. На самитот на Европската Унија неделава Атина ќе лобира за санкции против Анкара заради турската злоупотреба на територијалните води. Еден знак за тоа како стојат односите меѓу Турција и Европската Унија што канцеларијата на ЕУ во Истанбул сега е ресторан. Нивната цел е да воведат постепени санкции, но нема да биде во интерес на Европската Унија или Турција. Диалогот е суштински и санкциите нема да ја променат националната политика на Турција во однос на источниот Медитеран. Анкара пак ги повлече бродовите од спорните територијални води на Средоземното море и повика на диалог. Со новите рестрикции против COVID-19, Турција е почувствителна од кога и да било претходно во однос на европските санкции. И за крај, ве носиме во едно од ретките места во Авганистан, каде жените возат велосипед во јавност, носат модерна облека и следат настава заедно со мажите. Бамијан стана познат во светот по статуите на Буда од 6 век кои беа уништени од талибанците во 2001-та. Тоа е едно од ретките места во Авганистан каде жените возат велосипед во јавност, носат модерна облека и следат настава заедно со мажите. На последните избори тоа беше единствената провинција во која жените гласачи беа во поголем број од мажите. 18-годишната Шакиба Аријан е свесна дека слободите кои таа ги ужива во Бамијан не постојат во најголемиот дел од земјата. Во Бамијан е навистина добро и среќна сум што е така. Порано ситуацијата не беше многу добра, но со време стана подобро. Овие слободи се драстична разлика во однос на животот под талибанците во 1990-тите, кога жените не смееа сами да излезат од домот, не смееа да одат на училиште и мораа да бидат покриени од глава до петици. По речиси 2 децении војна, милитантната група започна официјални преговори со властите за да се постигне политичка спогодба. Во исто време, Соединетите држави најавија дека ќе повлечат дел од трупите како дел од договорот со талибанците. Многумина во Авганистан мислат дека милитантите имаат предност на преговарачката маса и дека ќе добијат голем дел од власта. Жените во Бамијан почнаа да се прашуваат како тоа може да се одрази во нивниот живот. Јас лично сум загрижена околу 80%. Уште од дете имав многу слобода во поглед на образованието, спортот и во семејството. Ако се вратат талибанците, ќе забранат жените да возат велосипед. А дури и сега нашето општество има проблем со тоа. Во поглед на образованието, тие прифатија дека жените треба да се образуваат, но одделно од мажите. Голем дел од овие млади жени пораснале во пост-талибанска ера. Тие исто така живеат во провинција која се смета за побезбедна во однос на остатокот од земјата. Туристи од другите делови на земјата доаѓаат овде да одморат од секојдневните безбедносни закани. Од мене толку, се гледаме утре повторно.